Денеска православната црква ги празнува преподобниот Јован Лествичник и споменот на монахот кој радосно умрел бидејќи никого во животот не осудил. Преподобниот Јован Лествичник, писател на познатата книга Лествица, дошол од некаде на Синајската гора како 16 годишно момче и тука останал, најпрво како послушник, потоа како одшелник и најпосле како синајски игумен до својата 80-та година, кога и завршил околу 563 година. Неговиот животописател монахот Даниил за него вели: се вознесе со телото на гората Синајска, а со духот на гората Небесна. Кај својот духовен отец Мартири поминал во послушание 19 години. Светиот Анастасий Синајски, видувајќи го еднаш младиот Јован, прорекол за него дека ќе биде игумен Синајски. По смртта на својот духовник, Јован се повлекол во една пештера каде во тешки подвизи поживеал 20 години. Неговиот ученик Мојсей заспал еден ден во ладовината на еден голем камен. Јован на молитва во својата келија видел дека неговиот ученик е во опасност и почнал за него да му се моли на Бога. Кога подоцна дошол Мојсей, паднал на колена и му заблагодарил на својот духовен отец што го спасил од сигурната смрт. И раскажал како во сонот слушнал Јован кај што го викал, па скокнал и во тој миг оној камен паднал. Да не скокнел каменот би го убил. На навалувањето на браќата, Јован се нафатил за игумен и управувал со спасението на човечките души, со ревност и со љубов. Еднаш слушнал прекор од некој дека е многу глаголив. Не лутејки се ни малку, Јован замолкнал и цела година не проговорил ниту збор, додека браќата не го измолиле да проговори и да продолжи да ги учи со својата благодатна мудрост. Еднаш дошле 600 поклоници во Синајскиот манастир. При трпезата сите виделе едно подвижно момче во еврејска облека кое што служело и на другите слуги им заповедало и распоредувало. Наеднаш тоа момче го снемало. И кога сите се обзирале и се распрашувале, Јован рекол: не барајте го, тоа пророкот Мојсей послужи на своето место. За време на своето молчание во пештерата, Јован напишал многу корисни книги, од кои најславна и ден денешен многу читана е Лествицата, во која се опишува методот на вознесување на душата кон Бога како по некоја скала. Пред смртта Јован го одредил за игумен својот брат по тело Георгиј, но овој тагувал многу поради разделбата со Јована. Тогаш Јован му рекол дека ако тој се удостои на близината Божја во оној свет, ќе моли и тој Георгиј да биде земен на небото. Така и се случило. По 10 месеци и Георгиј се успал и се вселил меѓу граѓаните небесни како и великиот му брат Јован. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, Алилуја.
sprisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi. Edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Спомен на монахот кој радосно умрел бидејќи никого во животот не осудил. Овој монах бил мрзелив, негрижлив, немолитвен, но низ целиот свој живот ниту еден човек не го осудил. И кога умирал, бил весел. Кога браќата го прашале како при толкуте гревови умира весел, тој им одговорил: сега ги видов ангелите, кои ми ја покажаа хартијата со многобројните мои гревови. Јас им реков: Господ рече, не судете за да не бидете судени. Јас никогаш никого не осудив и се надевам во милоста Божја дека нема да ме осуди. И ангелите ја искинале онаа хартија. Слушнувајќи го ова, монасите се восхитиле и се поучиле. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja veličajem.